Бранко Црвенковски е истиот оној од 2002 година. Македонија не сака нови порази. Македонија не сака повеќе да губи. Македонија сака да победува. За Македонија што слави порази или за Македонија што победува? Монструозното сценарио за поделба на државата и преселба на населението. Се понуди идејата за поделба на државата и размена на територија. На оние што ни ја преправаат историјата. 4 години во Македонија се владее не со градење на иднината на оваа земја и овој народ, туку со копање по историјата и создавање на лажни митови. Чим падне мракот ќе почнат со насилства, со малтретирање, со грабање, со плашење на луѓето. 4 години во оваа држава царува страх. 4 години во оваа држава се владее со закани и притисоци, со уцени и заплашување. Во истиот тој период, почитувани граѓани, народот ни тонеше во беда и во сиромаштија. Нема придвижување ни напред, ни назад. Само тонеме секој ден, се подлабоко и подлабоко. Од една страна народот, од друга страна власта. Нека одлучат за каква Македонија се. За онаа на власта или за оваа на народот. Македонија во која ќе нема ниту едно семејство без барем еден редовно вработен. Да стане земја во која ќе се инвестира, ќе се градат нови фабрики, ќе се отвараат нови работни места. Разликата е во тоа што тогаш граѓаните му поверуваа, а сега знаат дека безочно лаже. Бранко знае дека неговите денови во политиката се одбројани.